Ова овде и ова зад мене се дел од списоците доставени од укажувач на кој што јасно се гледа дека стотици автомобили на функционери од власта и членови на Демократскиот сојуз, на СДСМ, на ДУИ, биле ослободени од плаќање паркинг во Скопје. Возилата на листите се на имиња на Борче Јакимовски, најчесто, и Владимир Кроневски. Еве вака изгледа тоа. Еве вака изгледа исто тоа. Кои што се доскорешни директори на паркингот во Скопје, инаку членови на председателството на Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, дел од владината коалиција на СДСМ и ДУИ. Возила има и на име на Славче Јовановски, актуелен советник во град Скопје, инаку и тој дел од највисокото раководство на Демократскиот сојуз на Павле Трајанов. Почитувани, јасно е дека ова се списоци кои што укажуваат дека Демократскиот сојуз е во власта и е сателит на СДСМ, за да може врз грбот на народот да ползува бенефиции. Воспротивно, овие тројца кои што ги набројав, Јакимовски, Кроневски, како и Јовановски, сами имаат околу 400 возила кои што ги пријавиле за неплаќање паркинг, речиси на сите зони во Скопје. А до нив има и имиња на други луѓе, како и опис на автомобилите, да речеме, стои името, регистарска табличка и име на Мартин Попов, актуелен шеф на кабинет на во владата на премиерот. Тука е и поранешниот градоначалник на аеродром Златко Марин. Тука до името на Владимир Кроневски и Душко Весковски, доскорешен директор на водовод во Скопје, и да не ги редам други. Значи станува збор за најмалку 400 возила и според бројот на регистрациите може да се направи една споредба дека станува збор за цела една катна гаража, да речеме македонска фаланга, тука кај Цветен пазар, да е резервирана бесплатно за повластени лица според овие списоци до кои што беа доставени од укажувач. Математиката според ценовникот на катните гаражи би рекла дека за 4 години повластените потрошиле или всушност заштедиле над 2 милиони евра за паркирање низ Скопје. Толку чини годишна карта за 400 возила за 4 години во катните гаражи во Скопје. Денеска, почитувани, нема да го ширам оној список на кој што и денеска ги набројав дел од оние кои што вчера ги споменав, како Душко Весковски, како актуелниот шеф на кабинет Мартин Попов, или како Златко Марин и други, бидејќи списокот е преобемен, списокот со регистарски таблички е уште поголем. Ова не се паушални обвинувања, туку јасни насоки кон тоа зошто Демократскиот сојуз се уште е соучесник и е покритие за криминалот на власта. Ги повикувам сите заинтересирани медиуми и новинари, доколку имат порив и интересирање за истражувачка сторија, да дојдат да ги погледнат списоците како вовед во една нова истражувачка сторија за тоа кој се можел да паркира каде сака во Скопје, додека сите останати мораат да платат. Добро? Ќе искористам и приликата да одговорам на прашање пристигнато до пресцентарот на ВМРО ДПМН. Се бара коментар за скандалот за откриен заговор за атентат врз Александар Вучич, српскиот председател, од Радоје Звицар, кој што има и македонски пасош, добиен, а откриен преку онаа афера мафија, која што ВМРО ДПМН ја обелодени во јавноста. Почитувани, цела година Оливер Спасовски продолжува да биде заштитник на криминалот и на корупцијата во Македонија, со тоа што по огромен скандал
во кој што беше докажано дека македонската полиција издавала пасоши на белосветски мафијаши за кои што беа обвинети неколкумина чиновници во полицијата, Оливер Спасовски продолжува да биде министер и да ја води полицијата во Македонија. И се додека Оливер Спасовски е на позицијата на која што е, а службеници одговараат наместо него, срамот за сите вакви скандали кои што ќе следуваат со овие белосветски мафијаши и нивни заговори и други акции кои што ќе ги спроведуваат полициите во светот, срамот ќе го носи цела Македонија. Ви благодарам.